чуден настан во градот не го било. Пред 100 или уште толку и повеќе години, во градот не го било живеел, а може би и не живеел слаткарот Марко. Него го почитувале сите луѓе поради тоа што можел од шеќер, млеко и чоколада да направи што сака. Неговиот дуќан бил полн со петленца од црвен шеќер, зајачиња од чоколада и чудни кутички, од тули суво грозје, малтер мед, прозорци, бел шеќер. Пред дуќанот на стариот слаткар секој ден се собирале деца, ги лепеле малите носења на излогот и љубопитно го гледале шеќерниот свет. Кога ќе ги видел децата, старецот ќе се насмевнел. Имал 70 години, а му се чинело дека вчера бил дете и исто така стоел пред слаткарските излози. Една вечер стариот слаткар почнал да меси некоја нова мајсторија од шеќер и млеко. Од првин не можело да се познае што е. Сладкото тесто личело и на лубеница, и на капа, дури и на чизма. Но малку по малку и од тоа тесто станало дете, големо колку една педа. Вистинско шеќер дете било тоа, со темни крупни очи од печен бадем и густа коса од чоколада, а на него кошулче од мед испрскано со суво грозје и панталончиња од печен шеќер. Се восхитил мајсторот. Ова е нешто најубаво што сум видел досега. Вистинско дете, уште да проговори. Ќе ги викнам соседите да го видат. И заборавајќи да ја затвори вратата зад себе, истрчал од дуќанот и пошол од куќа до куќа викајќи ги луѓето. Луѓе, пријатели, соседи мили, имам дете, имам дете! Некако околу полноќ било. Се живо спиело. И брезите, и темјанушките, и свирачите штурчиња. Дури и месецот дремел, подпирајќи ја полната глава на едно златникаво облаче. Мајсторот заборавил дека и луѓето спијат. Тропал по вратите и радосно викал: "Ама луѓе, станувајте, имам шеќерно дете!" По некое време, низ прозорците дзирнале бушави зачудени глави. "Што е, мил соседе, што станало?" прашал коларот Ване. "Да не гори некоја куќа?" се исплашил казанџијата Мане. "Да не надошла реката?" се продзевнал згрнчарот Стане. Уште нешто почудно, викал слаткарот Марко, ги ширел рацете и играл под нивните прозорци. Се разбудили најголемите спанковци и почнале да погодуваат што станало. Знам, сигурно ќе биде војна, рекол кројачот Јанко. "Или војна ќе биде, или волк ни однесо ловца", рекол ковачот Панко. "Или војна ќе биде, или волк ни однесо ловца, или лисица влегла во кокошарникот", рекол кожарот Спанко и заракал на нозе. Не, викал слаткарот Марко, уште почудно. Се заспано се разбудило, се будно се возбудило. Од високата јасика сојката ја дигнала мудрата глава и писнала: "Не може човек од вас спокојно ни да спие." А веднаш се разбудила и сивата гугутка. "Гугуте, мамате, слаткарот Марко скока и пее." Дури и месецот дзирнал низ златникавиот облак. На толку викање, луѓето, некои облечени, некои необлечени, се симнале од своите соби и се собрале околу почитуваниот слаткар. Како најстар, коларот Ване ја помазнил долгата брада и рекол: "Живеам 99 години, 11 месеци и 29 дена, ама ова не сум го видел. Луѓето да се скориваат од сон. Па, соседе почитуван, зошто не разбуди?" Слаткарот Марко ги стиснал рацете награди и се наведнал пред граѓаните. "Луѓе, пријатели, соседи, јас имам дете од шеќер. Детето има очи од печен бадем и коса од чоколада. Има и кошула од мед прскана со суво грозје и панталончиња." Рекол коларот Ване. Рекол казанџијата Мане. Рекле кројачот Јанко и ковачот Панко. Само кожарот Спанко не рекол ништо, чесно и трудолюбиво ракајќи зад нив. Вистина е, скокал пред нив слаткарот Марко. "Дојдете да видите."
Па да видиме, рекле сите, да видиме соседе. И еден по друг, газејќи се во темницата, луѓето пошле кон сладкарскиот дуќан, а зад сите чекорел кожарот Спанко и ркал на нозе. Во дуќанот прв влегол сладкарот Марко. Кога затреперела белата светлост на свеќето, сладкарот останал со отворена уста. Па, прашале луѓето, кај е детето од шеќер со очи од печени бадеми и коса од чоколада? Стариот и почитуван сладкар се тресел и гледал пред себе во празната маса. Најпосле шепнал: Овде беше, сега го нема. Луѓето биле лути. Лоша шега си одбрал соседе, дувнал во брадата коларот Ване. И тоа на стари години, рекол казанџијата Мане. Останавме без спиење, се протегнал грнчарот Стане. Сите по нешто рекле и еден по друг се вратиле во своите куќи. Сладкарот Марко останал сам. Никој не ги видел неговите солзи и не го чул тивкото шепотење. Како тоа? Па овде беше, сега го нема. А низ тивката звездена ноќ се носело ркање. Тоа кожарот Спанко заспал пред сладкарскиот дуќан.